За жал, драги мои, овие 3 години, оваа криминално-рекетарска банда предводена од Заев, единствено што успеа да направи е да донесе живот само за неколкумина. Неколкумина од врвот на власта. И она што е најтрагично, што денеска во Берово го слушам од вас, беровчани, е дека истиот тој начин на работа, со уцени, закани, криминал, го имаме и у Берово. Знаеме за се. Знаеме за лагите, ветувањата дека ќе имате нов граничен премин во Клепало. Знаеме што горе во Клепало се случува. Знаете сите вие, знаеме и ние. Знаеме за криминалот, манипулациите, уцените во македонски шуми. Знаеме буквално за се што се случува. Блиску е 15 јули. Тоа што го знаеме, ние го знае и народот. И ќе им порачаме едно нешто денес овде од Берово. Прво, паѓате. ВМРО ДПМН победува, а со тоа победува и Република Македонија. А со таа победа, сите вие, кои што правевте и правите криминал, ќе одговарате. И тоа не во период од 3 години колку што имавте да докажете тоа што сакате да го докажете, бидејќи не докажавте ништо. Туку во период од 6 месеци, сите до еден кои што се огрешиле пред словото на закон. Небитно дали е некој од СДСМ, ВМРО ДПМН, ДУИ, Алијанса, БЕС или било која друга политичка партија. Еднаш за секогаш треба да се стави ред во оваа држава. Предвидени се илјадници проекти, буквално за секого, буквално во секој сегмент, во земјоделието, за трудолюбивиот македонски народ, за наставниците и професорите, за спортистите и културните работници, за нашите браќа земјоделци, секој еден да живее подобро. Тоа е првиот и основниот принцип кој што ќе го применува ВМРО ДПМН после 15 јули. Во истокот скоро да нема и еден индустријски објект. Младите немаат вработување. Младите затоа бегаат. Се потрудивме на некој начин во изминатиот период да понудиме туризам и така натаму. Меѓутоа тоа не е доволно. Тоа е доволно за да се обстојува една сезона. Ние мораме на младите да им понудиме вработување овде, во Берово, во Пехчево, во Делчево. Затоа во програмата за обнова на Македонија ние нудиме 1000 вработувања за овој крај. Ќе кажат, ние сме овде да покажеме дека не се согласуваме. И ние имаме право да си ја кажеме својата вистина. А тие од другата страна ни велат да има човек свое мислење денес, тоа е веќе прашање на совеста. И тука го пуштаат на најсилно режимот. Кацарска, рускоска, сите оние одроди, кои за пусти пари продадоа и мајка и татко. Токму затоа им порачуваме од Берово, како дел од листата, на победничката листа, предводена од нашиот почитуван генерален секретар, господинот Игор Јанушев, 20 храбри сестри и браќа, мажи и жени, ќерки, внуци, стоиме и велиме, имаме ние срце за Македонија, имаме ние храброст, и во нашиот идеализам е натопена иднината на нашите деца и на нашите внуци. И така ќе биде. Зашто на 15 јули доктор Христијан Мицковски ќе биде на вистина вистински народен премиер. Не како Зоран Заев, хибриден крадец на ненародна власт.